Македонската филхармонија испишува нова страница. За прв пат по цели 73 години Македонската филхармонија ќе добие нов објект. Објектот велегува во завршената фаза од изградбата. Токму по тој повод денеска се одржа пресконференција на која своје обраќање има директорката Маја Чаначевиќ и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Во наредните минути имам честа да разговарам со министерката Канчевска-Милевска. Министерке, бидејќи самата изградба на една концертна сала и од естетски и од технички аспект е специфична градба, бара посебна акустика. Какви материјали се вложени, колку време траеше самата изградба и колков буџет одвои Министерството за култура за оваа намена? Па добро, денеска навистина верувам дека на наше заедничко огромно задоволство имавме можност да ја информираме јавноста дека веќе од мај Македонската филхармонија влегува во овој нов објект, во оваа една многу значајна капитална инвестиција, која што се наоѓа во програмата на владата на Република Македонија и Министерството за култура, бидејќи сепак со овој објект завршуваме еден, морам да кажам, голем циклус на капитални инвестиции, проекти од областа на културата. Јавноста знае што се досега се заврши, се отвори, се промовираше и мислам дека веќе по 73 години функционирање на една од најстарите институции во музичко-сценската дејност, а тоа е Македонската филхармонија, заслужено си го добива својот собствен дом. Во мај они влегуваат во објектот, така да најавивме дека на 21 мај свечено ќе биде отворен објектот со еден навистина ексклузивен концерт и настан, каде што ќе настапи Македонската филхармонија заедно со нашиот светски етаблиран музичар Симон Трпчевски под диригентската палка на маестро Ашкенази. Нема што многу да се говори за маестро Ашкенази. Он има добиено голем број на Греми награди, најпозитивни критики во сите светски медиуми. Навистина ми е драго што прифати да дојде овде и да го отвори свечено овој нов објект. Така да маестро Ашкенази ќе дојде многу порано, бидејќи ќе имаат неколку проби заедно со Симон Трпчевски со Македонската филхармонија овде во новиот објект, но сепак имаме уште еден убав настан за сите љубители на класичната и на сериозната музика, а тоа е што го сметаме како едно предотварање на овој објект, а тоа е концертот на Македонската филхармонија заедно со виолинистката Ванеса Меј. Овој проект е одобрен во годишната програма на Министерството за култура, така да на 15 мај во арената Борис Трајковски ќе биде реализиран овој ексклузивен концерт, зашто веќе се и пуштени картите во продажба. Картите за ексклузивното отварање на 21 на Македонската филхармонија ќе се пуштат негде на крајот на месец април. Како што и ме прашавте, јас би кажала дека самиот објект и екстериерно, значи и надворешно, и интериерно и внатрешно плени со својата убавина, со сите оние материјали кои што се употребени, со беспрекорната акустика која што ја имаме и во целиот простор, значи во целиот вакуум на самиот простор, во големата сала. Сепак, објектот се протега на 12.400 метри квадратни. Функционален е целиот на сите три нивоа, има посебен паркинг значи за посетители, посебен паркинг за вработените во институцијата, влезната партија за посетители од оваа страна, каде што сме овде, а влезот за вработените во институцијата од другата страна, каде што се наоѓа паралелни влезот на Македонската опера и балет. Така да функционалноста е беспрекорно запазена, вградени се сите барања и потреби од страна на вработените во институцијата, бидејќи директорката на Македонската филхармонија беше во континуитет заедно со нас во насока на самиот процес на изградба на овој голем проект. Долго време знаете некогаш кога очекувате нешто што ви е вака при срце прво да се отвори, секогаш доаѓа последно, но сепак ми е драго што успеавме и овој објект да го завршиме и веќе од 21 мај да си влезе во функција. После 21 мај после свеченото отварање, Македонската филхармонија си продолжува со својата нивна програма за оваа година до крајот на годината.